Добар ден, почитувани гледачи. Би рекла јас денес на Дума МК, заради фактот што ние денес вршиме стриминг или се јавуваме во живо од адвокатската канцеларија на адвокат Валентин Зафиров, каде што дојдовме со една намера на одредени прашања поврзани со вашите права како граѓани, особено работници, да побараме одговор. Ако ја следите Дума од пред 6 месеци, веќе знаете дека на нашата страна имаме категорија која што се вика Фан клуб вести. А токму во неа, како подкатегорија, ќе пронајдете наслов кој што вели мојот адвокат. Нашиот или ваш адвокат денес ќе биде адвокатката Цветанка Настова. Веќе представив, таа е дел од тимот на адвокатската канцеларија на адвокат Валентин Зафиров и меѓу колегите, значи, освен Валентин Зафиров, се Цветанка Настова и Велика Петрова. Цветанка, треба да зборуваме за, или адвокат Настова, треба да зборуваме за прекршени работнички права или како граѓаните да дојдат до правда. И веднаш се наметнува прашањето од секојаш постоеле работници и обесправени граѓани од една страна, кои што имале потреба можеби да побараат совет, да остварат некој своје работничко право или право од секојдневното живење, но тоа не го можеле, не успевале. Еве ние им помагаме. Ако ви поставам вака прашање, од секогаш имало прекршување на работничките права, ќе ми одговорите ли како е денес или сега? И денес работничките права на работниците се прекршени. И денес оние проблеми кои што постоеле во минатото, можеби во одреден дел се надминати, меѓутоа не се решени. Сметам дека тоа постоело, ќе постои, ќе постои во иднина, меѓутоа со наша помош, со помош на судовите да гледаме тие проблеми да се надминат, со цел работниците своето право на работа, на заработувачки на плата, да можат да го остварат. А се разбира, сето тоа ќе може да го остварат доколку во целост им се почитуваат нивните права, кои што законот ги предвидува, меѓутоа колку работодавачите ги почитуваат, тоа е прашање. Кои се тие најчести прекршувања на права, на работнички права за кои што нашите граѓани доаѓаат во вашата адвокатска канцеларија или адвокатската канцеларија на адвокат Валентин Зафиров, ви се обраќаат директно вам како адвокат Цветанка Настова и на што се жалат? Значи вака, ако почнеме ретроактивно, во постаро и во поново време. Во постаро време работниците се судираа со проблемот на неисплатени плати, со проблемот на неисплатени придонеси и многу често доаѓаа во канцеларијата и бараа помош, па го остваруваа своето право и на суд, пошто следаа се разбира тужбени барања по тие основи за неисплатени плати и придонеси од работен однос. Да речам, во поново време ова прашање на некој начин е абсолвирано и не се дозволува, па можам да кажам дека можеби работниците не се дозволуваат да работат долго време ке одреден работодавач, да не им биде исплатена платата или придонесите од работен однос, кој што сега во ова ново време, од кога се применува измената на Законот за работни односи, тоа е во еден врзан систем. Ако ти се исплати плата регуларно на сметка, ќе ти се исплатат и придонесите за задолжително социјално осигурување. Значи тоа е на некој начин да речам решено прашање во поново време. Понатаму претходно работниците тужаа за неисплатени надоместоци од работен однос. И денес, значи, одредени надоместоци од работен однос можеби не им се исплаќаат на работниците како што се работа во државен празник, преку време на работа, работа ноќе, меѓутоа можеби работниците не собираат храброст или немаат сила, да речам, да побараат и да водат постапка заради надминување на тие проблеми, бидејќи остануваат на работа кај тој ист работодавач.
може би сметаат дека одредено право во иднина не само тоа што не им било почитувано, па што судот ќе наложи на кој начин да се исплати надоместокот по тој основ, меѓутоа сметаат дека ќе наидат на некој друг проблем кој што може би ќе ги чини и губење на работното место, па да речем во поново време не водат судски постапки по овој основ. Исто така, доста чести се судските постапки кога на работникот од страна на работодавачот му изречен отказ на договорот за вработување по различни основи и тука работниците нормално е најпрво да се обратат кај адвокат со цел, бидејќи постапката е многу формална, меѓутоа се и кратки роковите, значи веднаш по добивање на одлуката за отказ да побараат правна помош кај адвокат, бидејќи одлуката за отказ доколку не се приговара, понатаму нема да може да се води судска постапка. Правото на приговор е претходно задолжително право кое што мора да го искористи работникот, па дури потоа во законски рокови да поведе судска постапка. Тие законски рокови се многу кратки, да не речам рокот од 8 дена не да е краток, него работникот додека свати што му се случило, веќе неговото право на приговор тече и може да истече. За таа цел, значи, апелирам и до граѓаните во услови кога има изречен отказ со кој што работникот не е задоволен и смета дека не требало да му биде изречен отказ по тој основ, мора најпрво да приговара на одлуката за отказ, па дополнително доколку биде донесена одлука по приговорот од работодавачот, бидејќи работодавачот може, но и не мора по закон да донесе одлука по приговорот, за да може тоа право да го оствари, да биде утврдено дека таквата одлука е незаконска, па дури работодавачот и да биде приморен да го врати работникот на работа на неговото работно место, мора повторно во еден краток рок од 15 дена да поведе судска постапка пред суд. Доколку работникот ги пропушти овие рокови, доколку работникот овие приговори не ги вложи пред судската постапка, тоа право го губи. И веќе нема право на правна заштита. Кога веќе почнавте со конкретни примери, дали се тоа барем ме наведува на размислување е поради дупките за кои што граѓаните многу често велат дека постојат во законите? Па видете вака, сега во законите одредени правни прашања се решени, меѓутоа ние како адвокати, како правници ќе се сложиме дека законот во целост сите правни прашања не може да ги реши и да ги предвиди до поединости, но некогаш, значи, одредено решение на одредено правно прашање по аналогија значи примена при појава на слична ситуација како и предвидената во закон. Точно дека постојат, може би не се толку дупки во законот, но колку што постои неинформираност на граѓаните во однос на тоа кои се нивните права како работници, и поради тоа граѓаните пропуштаат одредено свое право да остварат, мислам дека во поголем дел од случаите поради стравот од губење на работно место, стравот дека кога ќе конкурира кај еден работодавач, може би претходниот ќе искористи нешто да каже лошо за тој работник, па да не може да биде конкурентен при изборот кај новиот работодавач. Сметам дека тоа се причините и проблемите со кои што се судираат работниците, а кои што единствено може да ги надминат само со водење на една постапка во која што во рамките на таа постапка само може да ги остварат своите права и да кажат тоа што им се случува како работници, никаде на друго место. Токму заради тоа да им помогнеме и олесниме на граѓаните и на работниците, на нашата веб страна duma.mk ја воведовме ова категорија, значи категорија во која што ние, воспоставувајќи соработка потрајна со вас, ќе можеме од граѓаните да ги добиваме нивните прашања и исто така по нив да разговараме за да им објасниме на некој начин дека би сакале да им помогнеме и исто така да се пронајде некакво си решение. Значи нашата цел ќе биде информативна, а вашата ќе биде стручна. Тука сме да понудиме одговори, така. Во изминатите 13 години давате правна помош на голем број граѓани со повредени права. Можеме ли да издвоиме кои се најчувствителните, кои се тие кои што најчесто
се предмет на ваша работа? Значи, предходно ви кажа во мојот одговор, сега ќе ви потенцирам. Значи, работниците водат постапки. Биле преместени од едно на друго работно место. Не се согласуваат со тоа прераспоредување од едно на друго работно место, поднесуваат тужба по тој основ и бараат да бидат вратени на претходното работно место, бидејќи не постоеле причини за такво прераспоредување. На работникот не му била исплатена плата. На работникот не му бил исплатен во поново време регрес за годишен одмор, од кога е внесена измената во општиот колективен договор за стопанството. На работникот не му бил исплатен надоместок за неискористениот дел од годишниот одмор. Има често и такви ситуации. На работникот не му бил исплатен додаток по основ на прекувремена работа, по основ на работа ноќе, работа во државен празник. И често работниците се судираат со тие проблеми и водат постапки по овие основи во поново време. Доста актуелни се постапките, како што ви кажав, и поради откажување на договорот за вработување. Најчесто се тие откажувања кога работниците водат постапки поради кршење на работен ред и дисциплина, кога работодавачот упатува на тоа дека работникот го прекршил работниот ред и дисциплина по конкретен основ. Па работникот докажува дека тоа не било така, дека не му сторил штета на работодавачот, не извршил кражба во врска со работата или навремено го известил работодавачот за своето отсуство од работа. А исто во поново време не се доста чести тие предмети, меѓутоа се појавуваат, да речеме, судски спорови поради откажување на договор за вработување од деловни причини. Тоа во поново време не се толку чести по број обемен предмети, за разлика од порано, каде што, да речем, имаше масовни отпуштања на работниците поради деловни причини. Сега поретко се случува, меѓутоа да се случува во пракса работникот и да не е задоволен од таква одлука, кога е отпуштен од работа поради деловни причини, а кога е свестен дека на неговото работно место и покрај тоа што законот не дозволува во одреден рок да се прими нов работник, знае дека под некое приименувано работно место, кажано во наводници, истите работни задачи се извршуваат на друго работно место. И работодавачот злоупотребува со тоа што на некој начин ја почитува, условно кажано, законската одредба дека не сме да прими друг работник или дека ако прими предност има овој отпуштениот, меѓутоа тоа не го прави на тој начин, можеби не се прави доволна контрола, предвидува друго работно место со слични работни задачи, па и можеби со истите кои што ќе ги врши работник, меѓутоа не така официјално предвидено во систематизација, и продолжуваат и работникот останува, да не речам, на улица со надоместок неколку месеци преку агенцијата за вработување, зависно од неговиот работен стаж кој што го имал кај тој работодавец или предходно. Но во ситуацијава затоа е тука судот, и затоа се тука работниците да си ја побараат својата правда. Мораме да веруваме сите во судот, и ние како адвокати и работниците, бидејќи сме дел од овој систем, мораме да ја вратиме довербата во судот и да на некој начин да допринесеме да тоа така како што го предвидува законот, на тој начин да биде применето од судот, кога не секогаш е случај. А што може да се превземе во такви ситуации? Еве, доаѓа странка кај вас? Видете вака, и според мене мора да се водат судски постапки. Например, еве ќе кажам, еве ги спомнав отказот од деловни причини, не се храбри. Например, порано постоеле по тој основ, можеби на ниво на држава, 500 тужби, да речем. Работниците биле храбри, тужеле. За сметка на тоа, во однос на тоа прашање, се изградил еден став во кој што во иднина, како работодавачот, па така и работниците можеби ќе имаат некоја сигурност да знаат кој е ставот по однос на тоа правно прашање и има ли основ да се води постапка по тој основ или нема. Став со еден судски предмет или со два судски предмети не се гради. И не може да се изгради. Макар да ќе речем законот ги предвидува правилата и ако законот се применува така како што предвидува, нема да доаѓаат работниците, нема да им бидат ниту прекршени работничките права, ниту ќе доаѓаат во судир со работодавачите, па и обратно. Во последно време, еве десетина години, можеби и повеќе, се почесто слушаме за прекинати договори за работа од страна на јавните институции,
истекува договорот за работа, тука и веќе прекинува, не се мери квалитетот на издањето на работникот, му се прекинува фактички договорот или истекува, но тој не се враќа на работа. На работа доаѓаат некои други личности, се распишува нов, нели, повик за вработување. Какви се вашите согледувања? Што вие можете да помогнете или како да ги советувате граѓаните во тој поглед? Многу е лошо тоа што да не речам се злоупотребува склучувањето на тие договори за вработување на определено време. Што значи договор за вработување на определено време? Значи дека работодавачот склучува договор за работникот за вршење на определени работи поради определено или ограничено време на потребата од извршување на таквите работи. Меѓутоа, ако определени работи има потреба да се извршуваат година, 2, 3, 5, како тогаш тие работи ќе ги сметаме за ограничено определени работи, кога неспорно произлегува дека станува збор за потреба од трајно извршување на такви работи. Законот за работни односи во вакви случаи предвидел дека ако работникот извршува работни задачи на исто работно место, кај ист работодавач подолго од 5 години, дека тој работен однос од определено време се трансформира на неопределено време. Ова го предвидуваа и колективните договори кои што беа склучени по донесување на Законот за работни односи. Меѓутоа, што се случува во последно време? Постојат посебни закони, например да речем, за вработување на наставници и стручни соработници во образование, кој што како посебен закон предвидува поразлични правила од Законот за работни односи. Овој услов од 5 години не го предвидува на овој начин, туку предвидува посебни услови кои што работникот дополнително треба да бидат обезбедени дополнително за работникот, а што не зависат од волјата на работникот, и во таков случај, бидејќи колективните договори со тие нови законски решенија не се усогласени, и судот и работодавачите ги користат или ги применуваат тие закони, и на работникот и покрај тоа што смета дека ќе му биде трансформиран работниот однос, бидејќи работи подолго од 5 години негде, не му се трансформира работниот однос. Не се обезбедуваат финансиски средства стриктно за тоа работно место, не се дава известување, односно не се проценува дека тоа работно место, пример, се оди само на тоа дека тоа работно место треба да биде упразнато или по основ на пензионирање, смрт на работникот или нешто слично, а не се цени поширок. Во ситуацијава одредени работници заменуваат други работници, па да ќе речам дека дури именувани функционери подолго од 5 години на одредено работно место и тие работат на определено време. Кога функцијата на тој именуван функционер ќе му престане, се враќа на работа, тој работник останува на улица. Сметам дека ова во законот треба на поинаков начин да се реши. Точно тоа сакам да ве прашам, дава ли можност воопшто на оштетените, им даваат ли овие законски акти можност да се побараат одштета на крајот на криштата? Или како да се заштитат? Оштета знаете кога може да побараат? Оштета може да побараат само со усвоено тужбено барање. Например, да речем, му престанал работниот однос на работникот, води постапка во која што ќе се утврди дека незаконски му престанал работниот однос, и тогаш пак се ценат посебни услови, во смисла, ако да речем 2 години траела судската постапка, 2 години ако не примал плата, во таква ситуација може да бара во една постапка за надомесна штета да му бидат исплатени платите и придонесите за тој период од 2 години. Ако во меѓу периодот од 2 години, одреден временски период имало негде засновано работен однос, па таму платата му била помала, па тука ќе се исплати разликата во плата. Постојат различни ситуации. Или може работник кој што ќе бара трансформација на работен однос, па судот ќе го усвои тоа тужбено барање, ќе дозволи таа трансформација и ќе го заложи работодавачот да го пријави тој работник веќе на неопределено време. Основното прашање му е решено. Тоа е таа штета која што фактички него му се надоместува. Значи веќе заснова работен однос на неопределено време и се ги извршува работните задачи согласно неговиот степен на образование.
Но што се случува кога работниците се пријавуваат преку агенција? Дали можат, значи агенција, кога вработуваат на 9 месеци или почнуваат, вработуваат на 6 месеци, на 9 месеци, значи, дали има разлика кога вработувањето е преку агенција од вработување кое што оди преку... Тоа се агенции за посредување при вработување, значи во ситуации се склучуваат договори со работниците и преку такви агенции за посредување при вработување. Во принцип, работникот се ги извршува работните задачи без оглед дека е ангажиран како работник преку агенција за посредување при вработување и со истекот на важноста на договорот за вработување и тогаш кога склучил директно договор со работодавачот, работниот однос на тој работник му престанува. Лошо е што при објава на следниот оглас на кој што тој работник конкурира заедно со други работници, ги исполнува истите услови како и другите работници, меѓутоа е во диспозиција на работодавачот кој од пријавените кандидати ќе ги избере. Значи, во поголем дел од случаите работодавачот не е обврзан да го избере тој работник или тој работник нема предност пред другите. Не се смета дека тоа што претходно работел во таа институција, работно искуство, совесно ги извршувал работните задачи, дека тоа ќе му се смета како предност во однос на другите работници кои што конкурираат за истото работно место. Сега има, например, правилници каде што работното искуство за одредено работно место е предвидено како предност при вработувањето, па се смета дека работното искуство кое што го има во таа струка за која што конкурира за да заснова работен однос, му се смета како предност во однос на другиот кандидат кој што нема работно искуство и за сметка на тоа треба да биде позитивно оценет и да биде изборот извршен во однос на тој работник. Имам само уште едно прашање. Постојат и фирми кои што вработуваат работници кои што и припаѓаат на категоријата заштитени. Да. Категорија на граѓани со попречености, да речеме. Државата тука дава одредени бенефиции, го стимулира фактички на некој начин работодавачот да му даде работен ангажман и на ова лице или на оваа категорија на лица за кои што нели слушаме дека тие не се поразлични од нас. Дали имате до сега предмети и дали дали ви се појавил прекршок и од тој домен кога работодавачот, например, му прекршил на работник во таква компанија на одредена позиција работна која што ова лице може да извршува својата работна задача. Дали се појавуваат и такви предмети? Имате ли предмети од таа категорија на граѓани? Не се многу чести тие предмети, морам да бидам искрена, или па ние како канцеларија не сме го имале многу често тие предмети. Сме имале еден предмет, можеби пред 10 години, каде што на таков работник му беше откажан договорот за вработување. Судот го третираше како секој друг работник и утврди дека тоа што не го известил работодавачот, да речем во рок од 48 часа, е на штета на работникот и дека работодавачот донел законита одлука. Законот за работни односи за тие работници предвидува посебни права на тие работници, посебни ограничувања во однос на работодавачот во тоа на кој начин може да ми организира работата, ограничување на работата во смени, ограничување на работата ноќе и тие права на тие работници мора да им се почитуваат. Меѓутоа можеби се почитуваат, не знам до каде и до кој степен, а можеби пак ќе кажам дека не собираат храброст и едноставно толку им се познавањата и покрај тоа што им се повредуваат одредени права или во целост не се почитуваат, не водат постапки по овој основ. И само уште едно прашање. Што е со мобингот или сексуалното вознемирување на работното место? Дали имаме такви предмети? Имаме предмети, ние конкретно како канцеларија сме имале еден предмет за мобинг и тоа не во судска постапка, завршил во вонсудска постапка пред комисија во една јавна институција. Значи, во конкретната ситуација се утврди дека не е вршен мобинг над работникот,
тоа е едно така комплексно прашање. Мобингот се цени од аспект на повеќе аспекти во однос на тоа на одреден работник, дали му се даваат работните задачи да ги извршува или па му се одземаат одредени работни задачи кои што мора да ги врши, па за сметка на тоа му се даваат на друг работник, или работи во канцеларија која што ги нема потребните услови за извршување на работи за тоа работно место, или например да речам се праќаат работници на совршување на семинар, а одреден работник и покрај тоа што припаѓа на тој профил на работници намерно не се праќа таму со цел да не го добијат потребното усовршување кое што другите ќе го добијат, па за сметка на тоа да биде во иднина да речем деградиран во однос на своите колеги. Ги има како предмети, меѓутоа се ретки. И тие предмети се ретки како предмети. И сиромашна ни е судската пракса во однос на тие предмети. А за сексуалното вознемирување? Како канцеларија сме немале предмет по тој основ, по основ на сексуално вознемирување. Како канцеларија достапна ни е таа пракса која што им е достапна на судовите. Не сме имале конкретен предмет и не се јавил вработник со така повредено право, што е од еден повисок степен, односно да бил сексуално вознемируван, и заради тоа не можам да ви ја кажам праксата на судот или она што се случило во рамките на тој предмет, па да може да се извлече конкретен заклучок. Адвокат Настова, вас веќе нашите гледачи не ве видоа, вас ве представивме, повторно ќе кажам, вие сте дел од адвокатската канцеларија на адвокат Валентин Зафиров. Нашата соработка понатаму ќе продолжи со тоа што ќе ги повикаме и граѓаните да ни напишат или директно вам да ви се обратат. Вие се наоѓате во строгиот центар на градот, на улицата Никола Равчанец број 15 и сте достапни на телефонски број 078 36 36 11. А ние ќе продолжиме и со вашите колеги соработката во овој момент при оваа одјава на нашето директно јавување преку ДУММК. Јас ќе кажам дека соработката ќе продолжи со тоа што она што граѓаните ќе ни го напишат, ние ќе го доставиме до вас и ќе бараме одговор на нивни прашања, всушност ќе бараме решение, може би заеднички, на нивни проблеми. Јас би сакала само да ви се заблагодарам за денеско одвоеното време и да ве повикам. Не беше чест, ви благодарам и вас. И нас исто така. И да ве повикам на крај, сосема кратко, неколку препораки да дадеме за граѓаните. Кои се најзначајните што тие треба да ги знаат кога се во прашање работничките права? Што треба да направат? Прва и основна препорака, што многу работници не го прават, пред да го потпишат договорот за вработување, имаат обврска да прочитаат што пишува во тој договор за вработување. Ако ги прифаќаат тие права кои што им ги дава работодавачот, меѓутоа и оние обврски кои што работниците ги имаат спрема работодавачот, го потпишуваат тој договор за вработување и по закон следниот ден треба да стапат на работа. Примерок од тој договор за вработување им припаѓа на работниците. Многу често се случува работникот, да не речам 20 години да работи кај одреден работодавач и на крај кога ќе дојде да се пензионира или да му престане работниот однос, да нема кај себе примерок од тој договор за вработување. Договорот за вработување се склучува во истоветни, идентични примероци, како за работодавачот, така и за работникот. Секој работник да се го има пред себе договорот за вработување, секој работник од она што го потпишува како акт за работодавачот, заедно со работодавачот, примерок од таквиот акт да има кај себе, и доколку работникот лично приговара кај работодавачот или па сака да му престане работниот однос или некое негово право да биде да биде некоја недоследност во однос на работењето од страна на работодавачот, она што ќе го поднесува, дали во форма на приговор, дали во форма на барање, задолжително примерок кај себе да има со приемен печат од работодавачот или со препорачана пратка во пошта да го достави било кое барање, за да може
за да може да се води дали инспекцијска, дали судска постапка, да може да се докаже дека дека по тоа барање никој не постапил. Адвокат Настова, ви благодарам и благодарност до вас, почитувани гледачи, што денеска го гледавте во живо настанот или разговорот со адвокат Цветанка Настова, дел од адвокатскиот тим во адвокатската канцеларија на адвокат Валентин Зафиров. Имајте убав ден!